Ниту еден ден нема кочници за цените. Се жалат граѓаните кои постојано се во потрага за поевтино. Цените, кој како сака цена се тура. Тука е денеска 2 динара, утре 2 динара, не е ништо 2 динара, вика. За него не е ништо, а за купувача е нешто. Цените се одат и ќе се одат. Па еве да ви кажам, овие пасти са 52 динара конкретно. Од другите самопослуги што бе са над 200 динара. Паста за зави, зема 2 и си одам. Значи различни са цените у различни маркети, така да ви кажам. Некаде растат повише, некаде помалку. Растат. Растат? Сигурно. Нема нешто што е намалено, а за растање има. На темата растички цени, порталот Пари направи детална анализа и заклучува дека цените во последните години и понатаму непречено маршираат низ граѓанските џебови. Не помогнаа ниту замрзнатите, ниту гарантираните цени. Анализата покажува дека револтот и загриженоста на граѓаните се повеќе од оправдани, затоа што цените за 1,5 година навистина бележат раст што се мери до 80%. Еве ги 10 производи кои најмногу поскапеле за последните 2 години. Маслиново масло над 80%, млечно чоколадо 77%, мортадела 72%, свински врат 67%, готварска сол 65%, колбаси вакуум 57%, корнишони во тегла 51%, макарони 48%, замрзнато пecivo 47% и пилешки копан за 46%. Овие, но и други цени, потрошувачката кошница ја дотуркаа до 61.000 денари, што е околу една минимална и една просечна плата. Заводот за статистика се уште мери раст на цените на храната, иако во поблаги стапки. Во април годинава, споредено со април минатата година, цените на храната и на безалкохолните пијалоци се повисоки за 4,7%, а во првите 4 месеци од годинава, во споредба со истиот период лани, за 2,9%. Од синдикатот велат дека цените ги држат под постојана обсервација, па по тоа ја креираат и цената на потрошувачката кошница и висината на минималната плата. Ние континуирано ги пратиме цените, колку и како се покачени и ги споредуваме со истиот период од минатата година или со истиот период од минатиот месец. Одредени артикли се држат цената, но одредени артикли од минатата година до ова се многу и драстично покачени. Постојано правиме разговор како да покачиме минималната плата, која што е таа што е и бараме да биде повисока, но што ако тоа ја изеде инфлацијата со од спротивната страна ако се покачуваат цените на артиклите. Тогаш во тој случај не сме направиле ништо,